Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Оваа среда, пред великденските празници, на мое огромно задоволство разговараме со градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов. Добро дојдовте, добро ве најдов. Ви благодарам на можноста да бидете со нас тука во овој подкаст. Добро вечер и од мене. Благодарам на можноста, на поканата да продискутираме за теми кои што се важни за пред се граѓаните на Штип. Ви благодарам на можноста. Јас овој концепт на серијал ВМРО зборува со градоначалник го базирам на вака хронолошки гледано почетокот до денес, така да моето прво прашање би било со што наследивте кога ја преземавте општината, односно кога станавте вие градоначалник на општина Штип. Па добро, да бидам искрен, периодов кој што измина се трудев почесто да комуницирам што се плановите за воиднина, но за да имаме основа по која што ќе се движиме, мораме да погледнеме што се случувало во минатото и што наследивме кога ја презедовме одговорноста. Општина Штип има две јавни предпријатија. Јавното предпријатие ИСАР е комунално предпријатие кое што се грижи за хигиената, го водоснабдува градот со вода и она кое што направа вака ми доаѓа е огромниот финансиски долг кој што го затековме, над 5 милиона евра. Долг кој што практично го беше довело предпријатието на работна функционалност, дополнително што не затече и енергетската криза, високите сметки за електрична енергија на јавното предпријатие, на општинските институции. Имавме ситуација кога 2 месеци по превземањето на одговорноста и на работните задачи, месечната сметка, фактура за јавното комунално предпријатие изнесуваше 18 милиони денари, а вкупниот приход кој што го генерира јавното предпријатие по основ на наплата на услугите од граѓаните е некаде околу 15 милиони денари. Значи, вкупните приходи беа помали од трошоците само за електрична енергија во неколку месеци кога беше пикот на енергетската криза. Практично од оваа времена дистанца кога ќе се анализира тој период, беше невозможно да не се почувствува оваа финансиска криза кај граѓаните. Успеавме да се консолидираме, да направиме планирање на буџетот, планирање на идните приходи и трошоци и расходи и она кое што го реализиравме првите неколку месеци, можеби компаративно со тоа денес кое што го реализираме, е во помал финансиски износ на капитални проекти, но затоа што имавме обврска да ја консолидираме состојбата со долговите, со плаќањето на новонастанатите долгови по однос на електричната енергија, така да сублимирам, вака на прва, кога ќе се потсетам како почнуваше обврската и одговорноста пред 3,5 години кога ја презедов, ме асоцира на долгови на јавното комунално предпријатие од 5 милиони евра, кои што сега се сведени на помалку од 2, значи повеќе од 3 милиони евра, веќе сме вратиле, затоа што јавното предпријатие има склучено договор со Министерство за финансии за враќање на месечни рати, за заемот кој некогаш бил подигнат во минатото и она кое што ни создаде проблеми тогашната енергетска криза, сметките кои што ни доспеваа, успеавме да ги сервисираме, да се стабилизираме, да започнеме со градешни зафати, со трошоци кон инфраструктура, одржување на текова на инфраструктура, создавање на нова и реализација на нови проекти. Ако можам да заклучам, според мене вака како што слушам, вие сте почнале кампањата буквално во минус. Поради тие некои случувања и долгови што ги имале од јавните предпријатија. Па да се изразам вака по практично, имавме во првите 2 месеци кризен менеджмент. Буквално кажано, како да продолжи општината да функционира во криза, затоа што финансиите со кои што располагавме не беа доволни за да се сервисираат трошоците и да се даде услугата кон граѓаните. Така, јас сега би се осврнал на она да видиме што
сте ветувале пред граѓаните во предизборната кампања, кои ви биле топ приоритетите за поубава општина Штип и еве вака една ретроспектива, кои ви се вашите омилени проекти што ги имате ветено и реализирано за граѓаните на Штип? Програмата со која што настапивме на избори е сеопфатна во различни сегменти: спорт, култура, инфраструктура, сегменти кои што беа запоставени. Морам да кажам дека имаше и се уште има нормално аномалии, но во одредени сегменти буквално со години наназад ништо не беше превземено. Инфраструктура која што беше на заборав на времето, од улици, спортска инфраструктура, терени, стадиони, сали, не велам дека 100% сме успеале во она кое што го имаме како замисла, затоа што се уште има пред нас време за работа и се уште имаме секојдневни активности, но огромен процент од инфраструктурата со која што Штип располага, тековната инфраструктура, ја рехабилитиравме, ја реконструиравме. Нешто кое што кога било направено пред повеќе од 40 години, повеќе од 30 години, никој досега не превзел конкретни чекори, динамичен план на реконструкција, на рехабилитација. Сите спортски терени малте не се реконструирани со соодветна содржина, со соодветна специализирана подлога, со урбана опрема. Направивме многу зелени површини, парковни содржини за граѓаните на Штип. Реализиравме проекти во делот на инфраструктурата. Постоечката инфраструктура од улици и тротоари ја обновивме. Се уште има одредени сегменти, одредени површини кои што се уредуваат и ќе се уредуваат во периодот кој што следи. Програмата предвидуваше и доста реформи, полносна реорганизација на работењето. Мене ми е драго што нешто кое што со години наназад се презентирало како практично невозможно, успеавме да направиме еден позитивен исчекор. Еве ќе дадам пример, проблемот со водата за пиење во град Штип. Секогаш во летните месеци имаше недостаток на вода за пиење во сите делови во градот. Заради зголемената потрошувачка, Штип со тогашниот практично водоснабдителен систем, бунарскиот систем, немаше капацитетност да ја задоволи потрошувачката во летните месеци. Успеавме да го приклучиме хидросистемот Злетовица како снабдувач на вода за пиење во град Штип. Успеавме да реконструираме повеќе од 6 километри водоводна мрежа, затоа што честите дефекти кои што ни се случуваа исто така беше проблем. Успеавме да направиме нова водоводна линија во должина од 3 километри, главна водоводна линија, која што перспективно граѓаните на Штип ќе го видат фидбекот и она кое што е создадено денес. Зборувам за проект кој што не е видлив за голо око, не е видлив за граѓаните, е многу скап, а е суштински. Е основа на постоењето на една општина. Никој досега на оваа тема не обрнал внимание, затоа што, како што напоменав, не се гледа, немате фидбек веднаш, позитивни реакции. Ефектите ќе дојдат после години, кога можеби јас нема да бидам градоначалник, но најбитно од се е дека овој проблем кој што никој не се решил да го надмине, не е само заради популизмот и заради тоа што граѓаните не го гледаат, туку и заради немањето на подземен катастар. Вие, кога влегувате да работите на улица, да ја мените водоводната мрежа, морате да ги следите укажувањата на повозрасните кои што предпоставуваат дека таму некаде има подземна инфраструктура. Но не се сигурни во тоа затоа што немаме подземен катастар. И како почнувате да ја менете водоводната мрежа, така излегуваат проблемите.
Тоа е можеби така најгорчливото прашање кое што и ден денеска се работи и за кое што доколку успееме во целост да ја промениме водоводната мрежа, ќе бидам горд на себе и на моите сограѓани за трпението кои што го имаат, затоа што цевките и водоводната инсталација која што ја имаме подземна е стара повеќе од 50 години, азбестни цементни цевки кои што се секаде во Европа исфрлени од употреба и заради здравјето на граѓаните, но и заради големите загуби на вода и трошоци кои што јавното претпријатие ги има како одржувач на мрежата која што ја имаме на територија на општина Штип. Овој дел ми е посебно драг што се зафативме машки да го изработиме. Еден проект исто така ќе нафрлам, кој што успеавме и покрај неверувањата на многу дека ќе се реализира, тоа е јавниот градски превоз. Повеќе од 10 автобуси се користат за организирање на јавен градски превоз во општина Штип. Набавивме нови автобуси со субвенција од страна на општината, за да граѓаните имаат јавен превоз по субвенционирана цена. Морам да напоменам дека средношколците, а веќе од оваа година и студентите, не плаќаат ништо за да се превезуваат со јавниот градски превоз. И нешто кое што мисловна именка е била во минатото, секогаш кога се комуницирало дека Штип има потреба од јавен градски превоз, секогаш е било тоа да ние немаме навика, како тоа ќе функционира, граѓаните не се навикнати со автобуси да се превезуваат од една до друга точка, премногу трошок е за јавното претпријатие и за набавка и за одржување, но еве трета година поред јавниот градски превоз функционира со нови автобуси, имаме задоволни граѓани, задоволни пензионери кои што се корисници, имаат бесплатни денови во кои што го користат јавниот градски превоз, субвенционирана карта од не повеќе од 30 денари на најдалечната траса и делница во општина Штип. Како што напоменав, средношколците, веќе и студентите од оваа година не плаќаат за оваа услуга, така да тоа е еден резултат на визијата која што имавме пред 3,5 години, дека Штип како центар на Источна Македонија е град кој што мора да има јавен градски превоз и за намалување на сообраќајниот метеж и за тенденцијата која што ја имавме да се користат автомобилите за најкратка релација и за завршување на било каква потреба. Да продолжам понатаму друг проект кој што исто така со неверување беше прифатен и гласно комунициран од одредени поединци, кога ја презентиравме програмата пред изборите, е булеварот Партизанска. Булеварот се уште се гради, да бидеме на чисто, останува втората половина од трасата да биде завршена. Најголемиот проблем и неверување дека ќе влеземе во еден ваков исчекор е тоа што на трасата на булеварот има се уште дел времени објекти во кои што се сместени неколку десетина ромски семејства. Истите по закон треба да бидат дислоцирани. Затоа што овој булевар е сообраќајна врска помеѓу неколку големи населби и две општини, општина Карвинци и општина Штип. Урбанизирањето околу овој булевар ни додаде вредност нам како град, затоа што се оттуѓа неколку градежни парцели кои што генерираа приход во општината и верувам дека во наредните месеци, пред се во летните месеци, овој булевар ќе добие засилена динамика за да конечно биде завршен во целост и за да добие употребна функција и вредност. Во трасата на овој булевар најпрво направивме промена на водоводната мрежа, главна водоводна линија од која што се водоснабдува градот Штип. Исто така еден зафат, доста комплициран, затоа што од кажувања прибиравме информации каде се наоѓа главната водоводна линија, на која длабочина е, како треба да се промени. Немавме подземен катастар. Во изведбата на булеварот, верувајте, секојдневно се појавуваа проблеми, затоа што тоа што се ставало под тепих, кога ќе го извадите на површина, некој мора да го реши, некој мора да го исчисти. Нам ни се падна среќата
и одговорноста ние тоа да го решаваме и се надевам дека го правиме најдобро од тоа што го имаме како капацитетност, како потенцијал, финансии, човечки ресурси и слично. Има многу други проекти кои што се направија како резултат на програмата по која што ја побаравме поддршката на граѓаните, направивме едно проширување на постоечката патека со велосипедска трака, повеќе од 7 километри, уредување на дотогашната пешачка патека со осветлување на истата целосно, за да можат граѓаните и во вечерните часови да рекреираат, да се релаксираат. Веќе започнавме со еден проект од озеленување и креирање на зелени површини повеќе од 70.000 метри квадратни долж оваа велосипедска пешачка патека, за да град Штип има една зелена оаза каде што граѓаните во слободно време ќе се релаксираат, ќе рекреираат, ќе пешачат, буквално кажано ќе излезат од секојдневните обврски, од урбаниот начин на живење, да имаат едно катче кое што ќе овозможи слободните саати во текот на денот да ги искористат на најпродуктивен начин. Направивме еден исчекор и во насока на создавање на една пешачка зона во централното градско подрачје. Штип е град кој што во минатото имал корзо, имал традиција да граѓаните во центарот на градот шетаат, се среќаваат, но во меѓувреме нема никој досега создадено една улица која што ќе овозможи, буквално кажано, шеталиште и мир во центарот на градот. Ја направивме улицата Ванчо Праќе, пешачка зона. Потребно е време за да ја добие вистинската намена и функција, да бидат отворени угостителски објекти на истата улица, за да има една таква содржина во централното градско подрачје. И овде имавме многу луѓе кои што не се согласуваа со идејата, со проектот, со визијата, но тоа е нормално во една демократија да имаме различни мислења. На крајот, мнозинството е тоа кое што води и мнозинството е тоа кое што дава легитимитет дали да продолжите или не. Ова се навистина крупни проекти кои што ги напоменавте, и ако јас смеам да заклучам, ова е решавање на децениски проблеми на градот Штип во само 3,5 години, дури помалку од 3,5 години. До крајот на вашиот мандат има уште неколку месеци, скоро половина година. Неколку проекти во интерес на времето и останатите прашања што сакам да ви ги поставам. Што може граѓаните на општина Штип да очекуваат до крајот на вашиот мандат како реализирани или готови проекти? Пред малку ги напоменав проектот Булевар Партизанска. Верувам дека до крајот на мандатот во целост ќе се реализира овој проект кој што е од суштинско значење за нашиот град. Не успеав да го споделам проектот Спортски центар Джексон. Тоа е една спортска сала, еден спортски храм, кој што на Штип му е нужна потреба, затоа што веќе имаме спортски клубови кои што се надпреваруваат во најквалитетните и најсилните македонски лиги, од ракомет, одбојка, кошарка, но немаат соодветна сала, соодветен спортски храм, каде да се одвиваат овие надпревари од највисок ранг. Започнавме градба на спортска сала Джексон во централното градско подрачје. Имавме одредени административни пречки кои што верувам веќе дека се отклонети и верувам дека со засилена динамика до крајот на мандатот веќе објектот ќе биде затворен со капацитетност од 1000 посетители, 3 страни трибински простор, можност да гледачите на Штип, љубителите на спортот, следат надпревари од неколку видови на спортови. Дополнително, она кое што го споделив, верувам дека паркот Иднина и озеленувањето на велосипедско-пешачката патека долж река Брегалница до крајот на мандатот ќе биде заокружен со сите предвидени содржини. Ословен е како парк Иднина затоа што
Во него се предвидени елементи, урбана опрема која што е несекојдневна и која што ќе асоцира за во иднина, така малку поразличен стил кој што верувам ќе го привлече вниманието не само на жителите на општина Штип, туку и на жителите на околните градови. Нешто кое што сакам да го најавам како еве да кажам информација која што не е досега експлоатирана во јавност. Општина Штип има зоопарк, зоолошка градина која што во меѓувреме започнавме активности да ја реконструираме и да биде поддостапна за нашите сограѓани, но во рамки на зоолошката градина наредните месеци во Штип ќе се гради најголемиот динопарк, можам слободно да кажам, на Балканот. Секоја чест. Ова е содржина која што еве ќе овозможи младите генерации да имаат едно место, една локација, да не мора да патуваат настрана, еве и до Скопје, за да уживаат во таков еден амбиент. И верувам дека како град ни е потребна таква социјална содржина. Верувајте, во минатото доста често сме комуницирале и со мои пријатели, но и со граѓаните што е тоа што на Штип му фали. Еве, имаме урбана средина, имаме доста граѓани кои што доаѓаат од страна од околните градови во Штип, но до пред 3 години немавме кино. Тоа е нешто кое што пред малку не успеав да го споделам како проект за кој што сум горд дека успеавме да го направиме и да го ставиме во употреба во изминативе 3,5 години. Немавме кино, а се декларираме дека сме центар на Источна Македонија. И оваа содржина која што пред малку ви ја споделив е исто така содржина која што ќе им даде можност на граѓаните во слободно време да имаат еден избор каде ќе го потрошат своето слободно време. Имаат веќе на располагање рекреативна зона, зона за релаксација, велосипедско-пешачка патека со многу парковни содржини. Еве, зоолошката градина, зоопаркот Бриони заедно со динопаркот како содржина и заедно во рамки на тој динопарк се предвидува адреналински парк. Практично тоа ќе биде како еден авантуристичко адреналински парк како содржина, како целина. Пешачка зона во централното градско подрачје, јавен градски превоз. Значи, станува збор за едно модерно живење кое што граѓаните на Штип го заслужуваат. Секако дека овде морам да го споделам и затворениот базен, кој што верувам дека до крајот на мандатот ќе биде заокружен. Овде имавме еден процес кој што наменски беше закочен. Кога станав градоначалник, дадов понуда до тогашната централна власт, ако веќе немате намера да ги довршите сите проекти кои што во градовите во кои што има промена на локалната власт, предадете ни го на нас, префрлете ни ги надлежностите за да можеме ние да го довршиме, затоа што греота е потрошените пари да не се употребуваат и да нема употребна вредност самиот објект. Но, еве, дојде до промена на централната власт, до подобра комуникација, до споделување на приоритетите. Верувам дека и овој затворен базен ќе биде завршен до крајот на мандатот, за да истиот биде ставен во употреба, биде ставен во функција и да биде од корист. Тука јас би го, извинете што ќе ве прекинам, бидејќи кажавте нешто наистина многу суштинско, а тоа е недавањето помош од страна на централната власт кон општините. Сега тука би го формулирал поинаку прашањето, дали има сега разлика на соработка централна со локална власт, особено со повикот од владата кој што ги субвенционира општините, односно им дава финансиска поддршка да направат некои поголеми проекти кои што можеби општината како локална самоуправа не можела со сопствениот буџет да го направи. И дали некои од овие проекти кои што ги напоменавте се со помош на финансиската поддршка од владата? Резултатот, ефектот од соработката која што централната власт ја има со локалните власти и проектот за
финансирање на проекти од локално значење, резултатите од целата оваа соработка, комуникација и реализација на проект, граѓаните на сите општини, вклучувајќи ги граѓаните на општина Штип, резултатите ќе ги почувствуваат веќе кон крајот на оваа година, следната година, затоа што проектите кои што се финансираат од страна на владата се навистина крупни капитални проекти. Јас ќе набројам само неколку и ќе ја презентирам додадената вредност која што овие проекти ќе ја имаат во нашиот град, а верувам дека тоа е исто и во околните градови и во сите општини во нашата држава кои што имаат аплицирано на повикот од владата. Од првиот повик започнавме со изградба на обиколница, на нова сообраќајница која што ги поврзува едниот и другиот крај на градот, можност за намалување на сообраќајниот метеж во досегашната сообраќајна мрежа на територија на општина Штип и урбанизирање на површините на парцелите кои што се наоѓаат непосредно до новата сообраќајница или мини обиколница како што ние милуваме да ја презентираме. Таа веќе се гради, но е потребен временски период за тоа што станува збор за проект кој што е во должина од 3 километри со нов мост на река Брегалница, поврзување на еден крај со друг крај на градот, урбанизирање на парцелите наоколу оваа сообраќајница и е нешто кое што доколку владата не дадеше директна поддршка преку повики и поддршка на општините или на општина Штип, никогаш немало да се реализира. И покрај тоа што е комуницирано во минатото, овде треба да има пат, овде треба да има сообраќајница, самите општини немаат таков потенцијал да прават крупни проекти за да се овозможи развој на градовите до тој степен. Веќе во новиот повик аплициравме со 7 проекти. Пред малку го спомнав проблемот со водоснабдувањето. Штип досега има некаде околу 60% загуби на чиста вода за пиење. То не е само заради застарената водоводна мрежа, туку и заради честите кражби за кои што ние немаме евиденција во целост. Затоа со новиот повик правиме скада систем за да точно се евидентира каде во која зона на која улица имаме загуби на вода. На тој начин ќе ги намалиме загубите на вода и ќе имаме поголема контрола и видливост на состојбата во целата водоводна мрежа на територија на општина Штип. Развиените градови и општини ова го имат инсталирано, реализирано многу години претходно, но заради немањето на доволен финансиски капацитет, но и желба во минатото, никогаш овој проект не бил ставен на маса. Еве, прв пат сега го аплицираме и верувам дека во месеците кои што следуваат, проектот за скада систем на водоводната мрежа на општина Штип ќе овозможи намалување на трошоците и намалување на загубите на чиста вода за пиење. И нормално поголема евиденција и контрола на состојбата на терен. Друг проект со кој што аплициравме и кој што ќе се реализира благодарение на соработката и повикот на владата е нов мост на река Брегалница. За да, како што пред малку напоменав, за да вие го развивате градот, за да го олесните да ја олесните постоечката инфраструктура од притисокот кој што се создава, затоа што секојдневно имаме повеќе возила и таа тенденција нема да застане, ќе се зголемува. Мораме да создаваме нова сообраќајна мрежа, мораме да создаваме нова инфраструктура. И во насока на тоа предвидуваме нов мост на река Брегалница, нова сообраќајница во централното градско подрачје, трасирање на нов пат кој што поврзува постоечки улици за да биде алтернативна сообраќајница во период кога имаме пикови на гужва и слично. Дополнителен проект со кој што аплициравме изградба на парк од 20.000 метри квадратни, исто така на кеот на река Брегалница. Модерното живење во една општина предвидува и, како што ви напоменав пред малку, потенцијал, можност за едни површини, зони за релаксација, за можност граѓаните да го поминат на прав начин своето слободно време. И како општина ние имаме обврска да создадеме таква инфраструктура.
Дополнително, со новиот повик се предвидува изградба и на булевар на влезот од градот. Тоа е практично продолжување на веќе постоечкиот булевар Гоце Делчев со дополнителна булеварска сообраќајница од 1,5 километри. Практично влезот на градот ќе се уредува со 4 ленти, со велосипедски 2 ленти и со тротоарска површина, со разделно зеленило. Проект кој што верувам дека ќе го подобри функционирањето на градот, но и визуелно ќе ја промени сликата за Штип, затоа што тоа кое што ќе се реализира и ќе се направи, ќе се создаде, ќе ја промени комплетно сликата за Штип кога влегувате во градот. Во проектите со кои што аплициравме е предвидено исто така и изградба на тврдината Исар. Тврдината Исар е символ на градот. Доста често за Штип милуваат да кажат дека е градот под Исарот. Исарот е тврдина која што има постоечки контури, остатоци од минатото, но проектот преку музеј Штип и преку Министерство за култура предвидува реставрација, конзервација на некогашното кале, кое што ќе биде комплетно реставрирано, изградено автентично онака како што некогаш било, целосно осветлено, со еден преубав можност за поглед на градот Штип, за посета на калето и на тврдината, и еве како останатите градови и во државата, но и наоколу, Штип да го добие вистинскиот третман од институциите и од она кое што ние го имаме како примерна обврска. Секако дека има и други помали проекти кои што во интерес на времето не би сакал да ги проследувам, но се од значење за подобрување на постоечката инфраструктура, обнова на одредени тековни постоечки содржини, така да многу големо е значењето на она кое што го добивме како поддршка од централната власт, и ефектите, како што на почеток кажав, ќе се почувствуваат, верувајте дека до крајот на оваа година, веќе наредната година, граѓаните ќе ги почувствуваат ефектите од оваа владина поддршка која што ние како локални самоуправи ја добивме во целост. Дали најчесто овие проекти се поврзуваат со, односно капитални инвестиции се поврзуваат со инфраструктурата? Тука можам да забележам и во разговор со вашите колеги из минатите подкасти дека највеќе се користат за инфраструктурни проблеми, можеби некои улици, некои булевари, спојување на општини меѓусебно. Дали, еве да го склопам прашањето, дали ова би можело да се направи без таа поддршка која што ја добивате од владата? Колку значи за општината и за самите граѓани? Како што предмалку напоменав, не сите општини имаат потенцијал сами да финансираат и сами да реализираат крупни проекти. Значи, ние имаме различни извори и начини на финансирање на проекти. Преку европски фондови, преку национален буџет, преку локален буџет, но за да завршите еден проект, ви е потребно планирање, проектирање, изведба, одржување на истиот проект и слично. Трошоците кои што се предвидени за запазување на сите овие фази за крупните проекти не секогаш се одвестуваат со можностите на општините. Постоечката децентрализација е таква да едноставно големите проекти не секоја општина има можност и капацитетност да бидат реализирани од локалниот буџет. Затоа ние во минатото, конкретно општина Штип, во минатото, кога немавме комуникација со централната власт, направивме еден обид за финансирање на крупни проекти преку издавање на општинска обврзница. Бевме свесни дека никогаш нема да добиеме ваква поддршка како што сега ја добиваме од страна на централниот буџет и владата, и затоа одлучивме со издавање на општинска обврзница да имаме финансирање на капитални проекти. И тоа не ни го возможи, и покрај тоа што е елементарно загарантирано право
на институцијата која што бара да издаде хартија од вредност. Значи, ги поминавме сите процедури, одлуки, мислења и слично, никогаш точката не беше ставена на дневен ред на влада. Како да не постоите? И со тоа во минатото не се казнуваа градоначалниците на ВМРО ДПМН, се казнуваа граѓаните кои што живеат во овие општини. Проектите јас кои што ги споделувам, крајна корист нема да почувствуваат само припадници на една, на друга, на трета политичка партија, на било каква припадност, ќе ги почувствуваат сите граѓани на општина Штип. Ќе го почувствува мнозинството. И верувам дека по завршувањето на овие проекти ќе се смени начинот на кој што функционираме и потенцијалот кој што го имаме. Затоа што со реализација на капитални проекти се создава вредност која што вредност ја враќа инвестицијата. Мултиплицира она кое што го инвестирате. Ако вие направите булевар, веќе создавате инфраструктура која што може да донесе дополнителен приход на општината. Затоа што парцелите во непосредна близина на таа сообраќајница, на тој булевар, веќе имаат поголема вредност од тоа кое што го имале во минатото. И тоа се процеси кои што се едно со друго поврзани и кои што го движат развојот на еден град. Ако вие не инвестирате, не можете да очекувате дека приватниот сектор ќе инвестира. Ако вие не создавате инфраструктура, не можете да очекувате и приватниот сектор да создава нешто. Така да тоа се работи кои што ќе се почувствуваат и во годините кои што следат. Еве вака за крај, ако мене ми е ова прашање да како едно резиме, да речеме, со кои проекти највеќе се гордеете реализирани или кои што допрва ќе се реализираат во вашиот мандат? Па дел од нив И ги кажавте, така е. веќе искомунициравме, ги проследивме во јавност. Тоа се булеварските решенија, зелените површини, пешачките зони, еве калето на тврдината на Исарот. Морам да напоменам дека тоа на кое што силно работиме е изградба на Центар за рехабилитација на лица со попречености. Нешто кое што е потреба на нашиот град. Дополнително работиме на мотивирање и на откочување на проблемот со изградбата на домот за стари лица. Работиме и на многу други проекти, но еве ова се проектите и темите со кои што ќе бидам навистина горд по завршувањето на годините предвидени за носење на оваа одговорност на плеќи. Ќе бидам навистина горд доколку успееме заедно со граѓаните, заедно со работниците да ги реализираме и да ги ставиме во употреба. Јас ви ја посакувам сета среќа, многу успех и сите проекти кои што ги имате смислено, ветено пред граѓаните да успешно да ги реализирате. Ви благодарам и на вас, на поканата, на можноста да го проследиме сето ова во јавност и се надевам и сум сигурен дека во следна прилика ќе ги искомуницираме дел од овие проекти како веќе завршени проекти кои што овозможиле развој на градот Штип. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова вечерашна емисија на ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник Вешерва. На моје многу огромно задоволство разговаравме со градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, кој напомена многу проекти кои што се од крупно значење за граѓаните на општина Штип. Вам уште еднаш ви се заблагодарувам за вниманието и се гледаме следната среда. Поздрав и секое добро.